таа, да речем, способност за превземање на поголем ризик од вообичаено и ги прави успешни, бидејќи сите го гледаат само успехот. Никој не ги анализира неуспесите. Јас ви гарантирам дека нема ниту еден предприемач кој што не изгубил најверојатно во број на обиди, не во вкупен вредност на средства, 10 пати повеќе обиди му биле неуспешни неголи што му биле успешни. Разликата е дека тие што биле успешни довеле толкова дополнителна вредност да ги прават другите што биле неуспешни покриени како трошок и вредни за земање на ризик. Така. Во бизнисот секогаш постои доза на ризик и треба да знаете како да го процените кој ризик можете, кој ризик не можете да го земете. Во јавните средства е малце различно. Кога станува збор дека државата треба да финансира иновации и развој, тука е клучно дали ние сме отчетни, дали сме успешни, ќе покаже тоа кога ќе завршиме. Така. Бидејќи ние не одиме по познат пат, ние треба да најдеме некаков нов пат што не знаеме ни дали постои. Некојаш на крај можеби ќе докажеме дека тоа е невозможно.